Во Германија дојдов да работам, честно да живеам и да обезбедам иднина за себе и моето семејство. Но Германија ми направи пекол од животот, зашто ми го зеде најскапоценото, моето дете, раскажува за ТВ Стар Сонита Кајтас од Скопје. Јас сум го родила бебето на 6 месеци. Значи предвремено пораѓање имав поради многу висок зголемен крвен притисок. Значи после 1,5 месечно лежење во болница, додека бев трудна, мораше подхитно на царски да ме оперира, да го породам детето затоа што имаше ризик мислам да умре и детето и јас. Бебето си беше во инкубатор 2,5 месеци во затворен инкубатор и пола месец беше во полуотворен инкубатор. Докторот дојде ми се закани, ова ти е вика последен ден што ќе дојдеш вика да го ти вика што можеш вика да го видиш твојот син. Од тој момент Сонита минува животна калварија, барајки начин да си го врати Албертино, одејки од врата до врата, како на германските институции, така и во македонската амбасада таму. Побаравме, но од Југендамт не сакаат, значи никако да ми го вратат синот. И јас побарав и од македонската амбасада во Минхен помош. И они исто ми викаат као чекај, ова е процедура. Еве 6 месеци чекам да ми помогнат, они не ми помагаат и ништо, уствари не ми помогнале за да ми го вратат детето. Албертино за 10 месеци промени 3 семејства и практично постојано има нова адреса, а јас одам на секоја од нив да го видам. Детето ми го третира, ова е трета фамилија што е сменија, па само еднашка месечно. Еве јас денеска го видов, последен пат го видов на 25 декември. И денеска. Очајната млада мајка сега по секоја цена сака да се врати во Македонија, но со детето. И не сакам, значи, тука да седам ни 5 минути, сакам некој да ми помогне околу оваа работа. Каков ќе биде епилогот од оваа семејна драма е неизвестно, но македонските институции ќе морат цврсто да застанат зад Сонита и нејзиниот син.